Ето и денешното свето Евангелие говори за тоа дека некој се купил нива, некој се купил волови, некој се ожени и заради сите тие работи не може да дојде на сватбата, односно да речеме на литургијата, на тајната вечера, за да биде заедно со својот Господар, односно со својот Создател. Така и ние наоѓаме еден мал милион причини за да не дојдеме во светиот храм, за да не се ползуваме со светите тајни на црквата, затоа што секогаш имаме поприоритетни работи од самиот наш Бог, кој што ни овозможува да дишеме и да существуваме во овој свет. Затоа ќе се спомнеме за една поука на еден наш владика кој што вели во сите овие бури на нашиот живот да одвоиме барем 5 минути за молитва кон Бога. Значи 5 минути за да влеземе во нашето срце, дали тоа ќе биде во некоја соба, дали ќе биде на некоја осамено место, дали ќе биде по патот по кој што одиме. Значи сите оние 5 минути се доволни за да изразиме пред се нашата благодарност и да бидеме со Бога, молитвено да бидеме поврзани со Него. Меѓутоа не само тоа, туку да бидеме и на светата литургија и да земеме учество во неа преку причествувањето. Бидејќи без заедници со молитвата, без заедници со телото и крвта Христови, не можеме да земеме учество во благодатта Божја и да се трудиме на патот кон спасението. Ако тие 5 минути се недоволни, туку еден добар почеток за нашиот однос со Бога и за разговор со Него, нека претходат и други 5 минути во кои што ќе се преиспитаме за нашите постапки во текот на денот и за сето оно што ќе го направиме пред очите Божи за себе и за луѓето околу нас. Прво што прави човекот, прави пред очите Божи, и значи ако има страв Божи, секако ќе се чува од грев, а останатото, чувајќи се себе од грев, ги чува и околу себе луѓето со кои што денеска се сретнува. Бидејќи не се тоа луѓе кои што на светот има 7 милиарди луѓе, секако треба да се спомнуваме за сите, но меѓутоа првенствено односот кон Бога го гледаме во оние кои што денеска ги гледаме, во оние кои што денеска комуницираме и како се однесуваме со нив. Затоа прво и основно треба прво Бог да го ставиме на прво место, како што е случајот и во Евангелието, како што не поучува Господ, а се друго ќе се дојде на своје место. Бог нека не благослови. Амин. Со страх Божи, вера и любов пристапете. Дамјан.